Благодарам, подпредседателке, почитувани колеги пратеници. Предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност во сообраќајот на патиштата има една и единствена цел, а тоа е промена на персоналниот состав на Советот. Очигледно, овој начин на кадровски промени станува воспоставена пракса и мантра на владеачката коалиција. Ако не можеш на друг начин, ќе ги разрешиш со закон. Уште еднаш сакам да го повторам она што го говорев и за спојувањето на двете второстепени комисии, кој скоро беше на дневен ред во ова собрание. Со донесувањето на ваквите законски решенија се прави опасен преседан во функционирањето на државата со далекосежни последици. Ваквите преседани ќе се удрат од глава и на оваа влада, но и на сите нас, и како политичари, и на сите професионалци во нашата држава. Ќе создаде пракса дека државата започнува со промена на секоја власт. Дека не постои никаква правна сигурност за оние кои во даден момент се нафатиле да извршуваат одговорни позиции во општеството. Никако не успеавме да пронајдеме политички и општествен баланс на функционирање и креирање на правна сигурност во општество во кое единствен начин за успех е преку уметноста на политичкиот баланс. Дополнително во образложението на законот е наведено дека една од причините за оваа измена е уредување на бројот на членови на Советот, како и условите за именување на председател и членови. Во членот 372а, кој се додава како нов член, се наведени општи услови, без притоа да се наведат соодветно образование или пак работно искуство од областа на безбедноста на сообраќајот на патиштата. Ова говори дека не е целта да се подигне професионалниот капацитет на овој совет, туку едноставно да се отвори патот за персонална промена во советот. Ако зборуваме за безбедноста во сообраќајот на патиштата, најмалку тука треба да тераме политика. Затоа што е многу сериозна тема за која треба сериозна посветеност и каде треба максимален ангажман за подобрување на целокупниот систем за безбедноста во сообраќајот. А тука целта е една и единствена – намалување на бројот на жртви и повредени во сообраќајни несреќи. Не треба да има политика онаму каде што зборуваме за човечки животи, затоа што секој спасен живот е успех за сите нас. И баш од овој аспект, во оваа сфера треба да направиме максимум за подобрување на функционалностите на системот и да обезбедиме сигурност за сите учесници во сообраќајот. Токму таква реформа е потребна. А кога сме кај реформите, она што јас го очекував од новата влада е да ја продолжи постапката за носење на законот за основање на Агенција за безбедност во сообраќајот на патиштата. Реформски закон кој долго време беше работен во рамките на Министерството за транспорт, со вклученост на сите релевантни институции, со поддршка од експерти на Европската Унија, со целосна поддршка од транспортната заедница и за кој останаа да се дозавршат финални доусогласувања помеѓу неколкуте надлежни институции за да биде доставен до собранието. По примерот на сите развиени држави да се формира извршно, независно тело кој ќе има јасно утврдени извршни надлежности во оваа област. Агенција која ќе инкорпорира во своето работење дел од соодветните надлежности кои во овој момент се разделени во повеќе различни институции, како што се Министерството за транспорт и врски, Министерството за внатрешни работи, Министерството за економија и вклучително и овој совет за кој денес говориме. На тој начин да обезбедиме систем кој ќе спаси животи, кој ќе ги едуцира нашите деца уште од најмала возраст за безбедноста во сообраќајот. Систем кој ќе извршува контроли за безбедност во сообраќајот од сите можни аспекти, кој ќе едуцира, но и ќе санкционира. Тоа е реформата за која сите треба да се залагаме, а не главна цел да ни бидат кадровските промени во составот на Советот за безбедност во сообраќајот на патиштата. Очигледно формата и партискиот интерес ни е поважна од суштината. Од тука би сакал уште еднаш да повикнам на разумност и на рационалност од страна на владеачкото мнозинство и повлекување на овој закон.
А во исто време да апелирам за довршување на Законот за основање на Агенцијата за безбедност во сообраќајот на патиштата, негово доставување до собранието и сите заедно да го поддржиме. Затоа што граѓаните од нас очекуваат реформи за подобрување на системот и општеството во кое живеат, а не партиски и кадровски пресметки за прашања за кои не се дозволиви партиско-политички калкулации. Ви благодарам. За реплика се